Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Притвореник од Гвантанамо за прв пат е префрлен во Соединетите Американски држави. На оние кои чекаа на објавување на документите за постапување со притворениците, нема да ги добијат. Велиција. Американските власти за прв пат префрлија во САД притвореник од армиската база Гвантанамо на Куба. Представници на владиниот оддел за правда соопштија дека Ахмед Гајлани во вторникот пристигнал во Њу Јорк, каде ќе му се суди за наводна улога во бомбашкиот напад врз американски амбасади во Африка пред 10 години. Гајлани ќе биде првиот притвореник од Гвантанамо на кој ќе му се суди во американски цивилен суд. Овој процес се смета за важен испит за планот на американскиот претседател Барак Обама да го затвори Гвантанамо во рок од 7 месеци и да изведе на суд дело од осомничените лица. Гајлани во 1998 беше обвинет за бомбашкиот напад на Ал-Кајда врз американските амбасади во Танзанија и Кенија, во кој загина над 200 лица. Тој е танзаниец. Американската централна разузнавачка агенција ЦИА во поднесок до федерален судија вели дека објавувањето на документи за нејзино испрашување на лица осомничени за тероризам за време на владата на поранешниот претседател Џорџ В. Буш би ја загрозило националната безбедност. Директорот на ЦИА Леон Панета во писмото испратено до надлежен судија во Њу Јорк вели дека документите би ја компрометирале националната безбедност со тоа што американските непријатели би дознале што се знае за нив и како биле добиени таквите информации. Панета тврди дека објавувањето на документите би дало на терористичката мрежа Ал-Кајда готова муниција, како што рече тој, да регрутира нови членови. А од другите вести, представници на италијанскиот автопроизводител Fiat велат дека фирмата не се откажува од плановите да го преземе американскиот Chrysler и покрај одлуката на американскиот врховен суд за одлагање на продажбата. Според условите во спогодбата, Fiat има опција да се повлече од договорот ако не е комплетиран до 15 јуни. Судијата на Врховниот суд на САД, Рут Бадер Гинзбург, вчера ја одложи купопродажбата заради нерешени работи. Имено некои инвеститори од Chrysler отидоа на суд да ја блокираат продажбата, велејќи дека може да постигнат подобар договор. Администрацијата на Обама бараше да се продолжи со продажбата на компанијата, во која вложи многу пари да ја спаси, што не успеа. Chrysler објави банкротство. А претседателот Обама вчера доби извештај за тоа како оди реализирањето на неговиот стимулативен план за економијата. Очигледно не е многу задоволен од темпото, предложи забрзување. Ке зборуваме за тоа во предложение. По интензивната турнеја по Блискиот исток и Европа, претседателот на САД го сврте вниманието кон американската економија. Обкружен од членови на неговиот кабинет, Барак Обама призна дека САД се уште се во длабока рецесија и рече дека е добро што последниот месец се изгубени помалку работни места од очекуваното. Тоа е знак дека се движиме напред, рече тој, и сега клучно е да видиме некаков скромен напредок. Но стапката на невработеност е висока, 9,4%, највисока за последниве 25 години. Републиканците велат тоа е знак дека планот на претседателот потврла. Како одговор, администрацијата вели дека стимулативниот план спасил 150.000 работни места. Претседателот вели дека разбира низ какви тешкоти минуваат многу американци, но дека економијата мора да се движи. И покрај тоа не сум задоволен, кажа тој, имаме пред себе многу работа. Стручњаците велат дека на напорите на администрацијата во наредните месеци ќе помогне и времето. Потопло време, повеќе проекти за јавни служби. Опозиционите републиканци се воздржуваат од прерано давање кредит на администрацијата на Обама, како што велат и на резултатите од стимулативниот план тежок $800 милиарди ќе треба да се почека. Група познати активисти за човекови права неодамна поднесоа протест заради апсењето на Алексеј Соколов. Активисти за човекови права исто така од Екатеринбург, град во Урал. Тој сега се соочува со 15 години затвор по обвинение за учество во вооружен грабеж, токму во системот кој силно го критикуваше.
Но како што го чуеме од следниот прилог, нашиот дописник од Москва, Питер Федински, вели дека обвиненијата може и да не држат. Алексеј Соколов прашуваше вакви прашања. Зошто некои затвореници ги напуштаат руските затвори сакати? Зошто мајките ги закупуваат синовите кои умираат во затвор? Зошто на смртовниците од затворите како причина за смрт стои пневмонија, а телата на умрените се покриени со модринки и внатрешно крварење и имаат скршени коски? Тој направи 45-минутен документарец во 2007 година под наслов «Фабрика за тортура или образовно искуство», во кој зборувал за брутални тепања што наводно се случуваат во руските затвори. Соколов своите сознанија ги споделил со Amnesty International. Уапсен бил на 13 мај заради учество во вооружен грабеж од пред 5 години врз база на сведочење на друго лице затворено за кривичното дело. Сопругата на Соколов Гула вели дека го апсиле додека ја шетал 2-годишната керкичка. Фредерике Бехер од Московската канцеларија на Amnesty International вели дека има извештаи од затвореници во Русија кои велат дека биле подложени на тортура и на кои им бил ветен подобар третман во замена за лажно сведочење. It's just justified in our view to investigate whether Сметаме дека е оправдано да се испита вистинитоста на тврдењето против него, како и многуте изјави на луѓе кои велат дека од нив било барано да го инкриминираат Соколов. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи на регионот Свердловск, Валери Горелик, за Гласот на Америка кажа дека делото за кое е обвинет и неговата активистичка работа немаат врска. Тој е во затвор по судски налог и се уште нема закажано судење. Но Гула Соколова вели друго, дека по објавувањето на видеото нејзиниот сопруг бил бомбардиран со закани. Дури откако бил затворен, таа вели дека добила порака од властите дека затворот ќе го напушти како инвалид. Насилството во руските затвори не е санкционирано. Все многочисленные жалобы, заявления. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. И на крајот само едно подсетување, ви одговоривте на нашето прашање за оваа недела на нашата веб страница glasnaamerika.com, дали говорот на Обама во Кајро ќе донесе промени во односите со муслиманскиот свет. 54% одговорија не, нема да има никакви промени, 38% сметаат дека ќе има промени, а додека само 8% велат дека не знаат. Тоа беше се од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска. До гледање.